Организацијата на жени од Свети Николе доминантно придонесе во 2004 година да се промени законот за здравствена заштита. Организацијата ја извојува првата победа. Жените конечно добија право на бесплатни гинеколошки прегледи. Едно мало место, една мала организација со големо срце однесе победа над еден дотогаш зачмаен дел од државниот здравствен систем. Беа набавени 8 мамографи, еден од нив за Свети Николе и регионот. Локалниот здравствен дом доби ургентно и специјалистички кадар. Новинарите од Истокот ја прогласи Организацијата на жени од Свети Николе за најдоброто во регионот во севкупноста на невладиниот сектор. Со проектот за подобрување на мултикултурализмот беа опфатени 175 представници на општини, 122 представници на образовни институции, 32 представници на локални граѓански организации и 8 представници на религиозните заедници. Брзиот трансфер на пари повеќе нема да биде причина за укинување на социјалната помош. Министерството за труд и социјала го укина спорниот член од правилникот, кој беше причина илјадници корисници на социјална помош од државата да го изгубат тоа право. Тоа значи дека во иднина, доколку истите добиваат средства по брз трансфер, на дали е тоа маниграм или вестерн унион од своји роднини и пријатели од странство, истите средства повеќе не се сметаат како имот од кој носителот на оваа право може да се издржува, така што тоа нема понатаму да представува пречка за остварување на нивното право. Во проектот градиме мултиетнички соживот кај средношколската младина. Беа вклучени 320 средношколци и 50 наставници од општина Куманово, од различна етничка припадност. Хемиска кастрација и за педофилите во Македонија. Ова го предвидуваат новите измени усвоени на синокешната владина седница. Задолжително кастрацијата ќе се врши кај повторниците, а со дозвола за оние кои прв пат го сториле делото. Силното залагање, застапување и лобирање на првата детска амбасада мигеше за построго санкционирање на сексуалните злосторници, родоскринувачи и педофили, посебно кон деца под 14 години, вродија со плод. 4 препораки беа 3 прифатени. И мислам дека на овој начин има можност ова патолошка појава да се стави под контрола, особено за рецидивизмот. Реализирани се 8 регионални истражувања, 2 меѓународни Health Grouper самити со учество на врвни светски авторитети и објавени се повеќе научни трудови. Поднесени се 13 иницијативи за измени и дополнување на законот за вработување на лица со хендикеп. Формирана е балканска мрежа од над 50 организации на лица со хендикеп од Македонија, Србија, Црна Гора и Босна. Успешно е лобирано за вработување на 300 лица со хендикеп. Работевме заедно во соработка со Министерството за труд и социјална политика во поглед во насока токму на напредување на оваа законска регулатива.